Common sense, бе. Common fucking sense, бе. Абе, пичка му матер. Суде по подгледање дизајни нови, стари, македонски, странски, најчесто македонски. Say the line, Bart! Добро бе да му ева мајката, бе. Абе, акл да се неала, две чисти углава да се неала. Нема да ги покажам, зашто ги гледав, ми се појавува, ај викам, само ке се изнервирам кога гледам, и викам, чека да го севнам, отиде у мултиверзумот, некде по тие рилови, шорцови, све у пичку матер. Ама ќе нацртам некои такви глупости. Мислам, денес ќе збориме на тема Common fucking sense. Што кур е тоа? Луѓе, дајте бе да му евам мајката, дај бе да му евам мајката, дај употребувајте више common sense за ствари. Кога ќе видам, пример, кога ќе видам вака нешто направено, ми иде у очите да си ги извадам или ај малце да го смениме, вака. Која ти ова хиерархија, бе, брат ми? Значи, ало, бре, ало. Како работиш вака, бе, среќо? Наслов, поднаслов, боди текст. Значи, кај ти текна, бе? Дај озбили се. Нели бе можеш вака да го направиш, бе, културно, друже, што ти е на тебе, бе? Значи, тебе, две исто, 52, нек иде живот. Еми бе, 70, 50, 20, значи, буквално кога вика клиент, разиграј го дизајнот, ова го мисли, брат. Не мисли клиентот, разиграј го дизајнот да почне да му прави вака. Значи, дај, не се знае што е наслов, што е поднаслов, кога е датумот, што се случува, како се случува, земало, стајло, и да го направило вака, да кажеме сега, следно, со најмали букви, вака. И после не дојдоа луѓе, I wonder fucking why, тие не дошле луѓе, зашто... What is that? It's a tiny piece of paper. Okay, that's all it is. Tiny piece of paper. Со лупата. Не сте нормални, бе, брат. Ама ова е сериозен проблем и у графички, и у UI, у UX, и у све што гледаме, значи, до душа, ај ке кажам, у UX-ашиве и у UI-ашиве ги знаат овие работи малце подобро до другиве дизајнери, а треба да е обратно, кој ќе видиш. Common sense, бе, друже, што сакаш конзументот прво да исконзумира. Све одеднаш да му набуташ во уста. Не. Тоа треба да се убие, брат. Дај му наслов, дај му поднаслов, дај му текст, дај му се што треба. Ама, пред јадење, значи, ракија салата, главно јадење со пиво, десерт и кафе. Ете ти кафански објаснето како се прави тоа. Не ти одиш ко у кафана у Инџиково, све бело. Полека, бе, брат. Градација. Не се заебавај да ти. Друга ствар, у претходното видео го зборев ова баш. Која дизајнерот се понаша као клиент, се плаши од празен простор. Знаеш, ама, и она буквално, кога ќе фати да се понаша дизајнер, кога ќе го набута ова тука у артборд, до ивица ако може има, дај малце сега е добро. Вика, ама знаеш, минимал е, гледа колку има празен простор. Ама овој празен простор не значи дека дизајнот има празен простор, ме разбираш?
Значи и ги го пази, не сакајки, дај му на дизајнот простор да дише. Ама дај му простор на дизајнот да дише. Значи може да го читаш ако сакаш у оваа форма, може да го читаш у оваа форма, може да го читаш у оваа форма. Како сакаш. Со fucking common sense, бајо мој. Со fucking common sense, со ништо друго не го направив ова, значи не е со години искуство, не е common sense бе брат, уклучи мозок кога работиш бе, толку е. У пичку матер. Ова ми е она не смешно, ова ми е тажно, контраст. Со контрастот ќе се вратиме тука и ќе го земеме ова како еве направен дизајн, да кажеме. Контраст. Значи кога ќе ги видам овие новопечениве дизајнери што ќе видат нешто по оние мокапине и по оние постери за журки и мислат дека тоа се користи за се, ми да земем стап и пораце. Значи како бе буразарче мој бе, како бе среќо бе, како бе да мојва мајката, како бе ти текна да си ебеш, пиперо да си ебеш. Како ти текна вака да направиш бе, со аутлайн наслов. Тоа што највише треба да се чита, ти го правиш да не се чита. Како бе среќо? Кој брейнстераш скалаш те учеше за ова? Име, презиме, одма. Значи, од каде бе вакви работи бе? Кај ви текнуваат бе вакви глупости бе, луѓе? Абе, наслов е наслов, со причина е наслов. Треба да прочиташ. Понекад стварно мислам дека има клиенти што ептени досаѓаат и све, ама мислам дека најголемиот проблем во дизајнот сме ние како дизајнери, зашто ние даваме срање и тоа срање доведува до вакви глупи идиотски конфликти. Ме сваќаш? Ова ми е исто, не знам, нешто што го гледам, ама дај малце, дај буквални логоа или подобро кажано, ова се веќе оние како да ги не е на прва, на прва некогаш значи дека е добро, ама оние ептен детално објаснувачки логоа, значи као имам сега јас правам лижавчиња. Нели ептен на прва, ај сега Лизи, не знам зашто лижавчиња ми се сврте у глава, не знам нешто или еве. Сега морав да го најдам зашто дефинитивно ова е најкомон унемањето common sense. Значи пекара, ако нема пекарата леп, ако нема жито, ако нема уште она како си каже оклагија, брат, дали ти уопште правиш леп ако ги нема овие работи? Знаеш, ама мајката не мора да толку и со толкави букви бейкери. Дај бе, озбилете се, значи дај бе, направи малце по културно бе, смисли нешто. Не знам, се нервирам. Заебам, не се толку нервирам, ама дај да го кренеме малце целиот муабет за дизајн на повисоко ниво, да го ебам. Стварно ми е преку глава, озбилно ми е преку глава. Еју, пичку, се нервира човек. Само матер му ебам. Кажав, многу ствари кажав, иерархи, простор да дише, контраст, буквални логоа и сега идеме до конзистентност. Ова мање више сите го практикуваат. Што му се замарам? Конзистентноста сите ја практикуваат, реално, ама на погрешен начин, знаеш, као, еве, пример за конзистентност. Конзистентност у дизајн, конзистентност у приказна, конзистентност у
у бренд recognition да имаш као бренд, као се користи кај нас, ама знаеш, конзистентно не значи исто. Конзистентно се сваќа како треба да биде се потполно исто. Као што било у времето на Тито, така ќе биде денес. И уште ќе биде така. Тоа не е конзистентно. Тоа е заостанато. Значи да се разјасниме прво за тоа. Кока-кола е конзистентна, ама Кока-кола е конзистентна со црвената боја, со рибонот, со типографијата, со Дедо Мраз. Не е конзистентна со стариот начин на работа, со стариот начин на рекламирање, не е конзистентна со стариот начин како на времето се промовирале стварите, ме разбираш? Таа конзистентност треба да се воспостави во македонски брендови, значи иако пробуваат многу брендови да следат трендови, брендови. Чака вака правеше. Кажи дали правиме партали. Брендови што следат трендови се едни од најлошите брендови што постојат на светот, посебно од Македонија, вакви помали брендчиња кои ќе видат нешто на TikTok или на Instagram или таму тоа social media менаџерот што му работи за не знам што, ќе види некој челендж на TikTok што е вајрал, што пуца на се и ова да го искористиме за нашиот бренд. Брат, ми продаваш чорапи да темам како може take this one or double it and give it to the next person. Не знам. Конзистентноста, значи конзистентен напредок да има брендот, не да остане на исто место, тоа е конзистентност. Ама да одиш у нагорна линија, у прав правец да одиш. Не е да луташ лево, десно, чекај ова да... Следи го маркетот, гледај што се случува, како се случува, што е и направи нешто што ќе направи некаков тренд. Ја не викам дека мора секоја не знам, секој дизајн да биде за награда или секој дизајн да биде за не знам што. Абе едноставно земи, седни, направи нешто убаво со кое што ти ќе бидеш задоволен, клиентот ќе биде задоволен, брендот ќе биде задоволен. Сите ќе бидат задоволни. Народот ќе биде задоволен. Знаеш, направи некоја интересна глупост. Не ги копирај само глупостите од TikTok да ги, значи, не знам, конзистентност е една од најпипавите теми кои што некако дојдов до некој. Значи, проблемот најголем е сите све знаат, никој ништо не прави. Знаеш, и јас знам направи, не знам. Го истиот муавет. Содржина, ова и ме инспирираше да го направам видео. Содржина повеќе од дистракции. Ова го зборев исто во претходното му видео за презентација. Ќе видам презентација со позадинчиња, значи со вакви некои фртлjonки, со глупости, па од згора таен текстот, па сега што да читам прво, второ, значи се губиш у простор и у време, не знаеш кај да гледаш. Наместо да направи наједноставно и јебала те и арт и све, ако веќе сакаш, еве ти го просторот за арт. Тука, ова е просторот. И само тука, доле, значи да држи подлога, некоја рамнина да има, баланс. Не се заебајте. Дури нешто толку многу се нервирам со глупостиве, што не можувам. Што би рекла, баба ми не можев. Не знам, тоа е делот од епизодава што вика, тоа е делот од common sense. Има уште многу common sense ствари. Многу фонтови користење, многу боја, значи има премногу. Ако сакаш втор дел од видеово, пиши у коментар, лайк, шер, subscribe, знаеш како и да тие работи. И тоа е тоа. Се гледаме наредно видео, чао!